Добре дојдовте на оваа книжевна сеанса на разговор, на оваа, како што беше најавено, ретка можност да поразговараме еден еснавски муабет, книжевен муабет, но на еден лежерен начин, со навистина исклучителни писателски имиња. Немам можност подолго да зборувам за нивните профили, но ќе се обидам барем кроки да ви доловам, со кои луѓе имаме чест денес да седиме на иста маса и да разговараме. Би почнала сепак од нашите македонски автори, представници на нашата македонска писателска фела, во овој случај е академик Луан Старова, писател на 20 на романи кои сите ги знаеме како една балканска сага, еден од најпреведуваните автори од македонски јазик во странство, инаку дводомен и двојазичен автор кој пишува и на македонски и албански, представник на албанската националност во нашата држава. Да ве потсетам на неколку наслови: Времето на козите, РВХ, Патот на јагулите, Амбасадори, Граница, Балкан Вавилонци. Тоа е човекот за кој се верува дека можеби го има балканскиот клуч, она што е и всушност наслов на една од неговите книги, збирката Раскази. Од мојата десна страна е нашата колешка Оливера Ќервезировска, авторка која веќе долги години вибрира меѓу жанрот расказ и жанрот роман, но овој пат сакаме да ја слушнеме пред се како романописец, затоа што таа можеби нема по обем и по бројка многу наслови, но нејзиниот роман Заклученото тело на Лу и овој што деновиве се појавува во отпечат, нејзиниот интересно насловен роман Абд, се романи кои покажуваат навистина истражувачки дух во сферата на романескниот жанр. Ќервезировска, велам, е особено значајна личност во нашиот книжевен живот, затоа што представува еден од клучните моделирачи на естетските вкусови, особено кај помладата генерација македонски писатели. Нашиот гостин од Чешка, Михал Вивек, тоа е еден вид на книжевен селебрити. Не можете да верувате колку примероци од неговите книги се продадени и прочитани од широката публика во Чешка. Снимени се барем 6 филма по негови книги, да ги спомнам барем волшебните кучешки години, да го спомнам романот за кој вчера имавме шанси да слушнеме, Воспитувањето на девојките во Чешка, романот за жените, романот за мажите, Расказите за бракот и сексот, кои исто така се преведени кај нас во Македонија. Едноставно, еден интересен, исклучителен автор кој постојано ја држи таа линија на чешка проза која се занимава со секојдневните нешта, но длаби во суштинските човечки потреби и ја форсира она иронија и оној цинизам толку карактеристични за чешката литература. Од мојата десна страна пак, Кадер Абдолах, исклучителен автор, исто така, би рекла дводомен, односно автор во екзил. Автор кој веќе 2-3 децении живее во Холандија, а е фактички политички прогонет од Иран, каде што всушност бил научник, завршил технолошки факултет, но со својот политички ангажман дошол во ситуација сосема да го смени својот живот и, населувајќи се во Холандија, толку добро да го совлада холандскиот јазик, да напише 15 на романи на тој јазик и да биде дури прогласен еден од неговите романи, Куќата на џамијата, да биде прогласен за втор по популарност во Холандија. Тоа е еден феномен, може би сличен на Џозеф Конрад или на Набоков, на автори кои навистина успеале и во друг јазик да создадат навистина сериозно дело. Мислам дека овие кроки се доволни, а сега би сакала да поставам, мислам дека најдобро да поставувам прашања кои се однесуваат на сите четворица и сите четворица да одговорат
на тие прашања. Пред се она најопштото. Зошто токму роман? Дали романот го избраа тие или романот ги избра нив? И што е она што го дефинира моделот на роман што тие го пишуваат? Можат ли да го формулираат типот, поетиката на романот што го пишуваат? Би можело ли да почнам од десната страна, господине Арвелак? Има тук уште микрофон. Да, имаме уште еден микрофон, што е уште подобро. Why novels out of all literary genres? And did you choose the novel as a genre, or the novel chose you? Good afternoon. I'm happy that I'm here, and thank you very much for the invitation. Добар ден на сите, многу ми е драго што сум тука со вас и ви благодарам уште еднаш за поканата. That is a big question. If I choose for the novel or novel choose for me, I think it was novel who chose me, and it was necessary. I will explain it. Yeah. Пред се, тоа е навистина големо прашање, но кога ќе размислам подобро, сметам дека романот е тој што ме одбра мене, а не јас романот. Сега ќе ви појаснам и зошто. When I was in my own country, in own language, I wanted to be a beloved, famous Persian writer. Додека живеев во мојата родна земја и додека пишував на својот мајчин јазик, на ирански, сакав да бидам многу познат и сакан од народот, ирански писател. And I have published a couple of books. Додека се уште живеев таму, беа издадени неколку мои книги. I didn't want, never, to talk about that, to leave my country. И на крај памет не ми паѓаше ниту да разговарам за напуштање на мојата земја. But this is a big story. Suddenly, I was standing in the wind, in the cold, and in the rain. Where in Amsterdam? И одеднадаш работите така се променија, што еден ден стоев на студ, на дожд и на ветер, каде во Амстердам. And that was life. Тоа е животот. I couldn't choose it. Не беше нешто што јас го одбрав, животот го одбра тоа за мене. And I didn't know that Europe was changing. Тогаш се уште не знаев дека Европа се менува. I thought I was the only one who was escaped. Мислев дека сум единствениот што избегол од својата земја и завршил во Европа. But suddenly I saw about 30 million immigrants are coming to Europe. Но потоа видов дека 13 милиони имигранти доаѓаат или се веќе дојдени во Европа. And Europe was scared, you know. И Европа беше престрашена. And Europe asked, who are they? Кои се овие луѓе? And Europe said, they are dangerous. Европа велеше тие се опасни. And suddenly I felt the God of literature asked me to write a novel. Така еден ден почувствував дека Богот на литературата побара од мене да напишем роман. And to write a big novel. Многу голем роман. And to explain it. И да објаснам. Because Europe is changing. Да објаснам затоа што Европа се менува. And Europe needs a new sounds of literature. И на Европа е потребен нов литературен глас. Anyway, fiction, a novel, chose me. Pushed me under pressure to write. Романот беше тој што ме притисна и што ме избра да го напишам. Добро. Да го слушнеме сега гостинот од Чешка, што размислува за тоа, каков модел на роман е неговиот роман. Tak dobrý večer. Pokud otázka zněla, jak jsem začal psát román, tak odpovím úplně pragmaticky. Значи, ако е прашањето како почнав да пишувам роман, ќе одговорам сосема прагматично. Já jsem ve 20 letech psal povídky a první žánr, na který jsem si troufl, byla teda kromě povídky novela, čili jaksi jenom, řekněme, 100stránkový útvar.
Значи, кога почнав да пишувам, раскази, а потоа и новели, či kratki romani. A teprve, když moje novela Názory na vraždu měla docela dobré kritiky, tak jsem si troufl napsat první román. Значи, кога мојот роман Мислења за односно ставови за убиството доживеа успех, тогаш се охрабрив да пишувам и други романи. Čili opakuji, pokud otázka zněla, jak jsem začal psát, tak postupně přirozenou cestou. Значи тоа кај мене беше на сосема природен начин. Ке го замолам сега колегата Старова да ни објасни зошто и како дојде до тоа да го одбере романот или романот го одбра него. Прашањето е двосмислено. Може двете категории да бидат содржани кај еден автор. И да биде избран од романот и да го избере романот. Тука нема некоја јасна линија. Меѓутоа, во мојот случај, романот ми се наложи релативно доцна. Дури на мојата 50-та година, до тогаш пишував студии, есеи од областа на француската книжевност, што ми беше професионална определеност како професор по университетски професор по француска книжевност. Обидот да се пишува роман, човек да се опроба со големите жанрови, може во животот да биде еден вид искричење во младоста, меѓутоа повеќе својствено во поезијата. Преведува за другите, не преведува или само за него? Во публиката се Македонска само за публика. него. Може да продолжите со оба. Ете, јас, како автор во Македонија, бев соочен со противречностите што ги носи регионот. Инаку, постојано во една историска променливост, војни, суши, селидби. Така да, романот ми се наложи како еден вид, како да речем, антиисторија. Черчил има речено дека балканците произведуваат повеќе историја, отколку што се во состојба да ја сварат, да ја совладаат. Мислам дека романсерот, барем јас имав таква илузија, дека ќе може токму со тоа да се справи. Има една теоретска определба според која романот, како и секое книжевно дело, дури најситниот жанр, дури вицот, мора да го одразува тоталитетот на историскиот процес. И така повеќе деценетско искуство живеејќи овде, наследувајќи од родителите меморија на војни, на преселби, самиот живеејќи исто така во доста тешки времиња, литературата дојде сама по себе. Инако јас сум автор кој што е по идентитет албанец, кој се школувал на македонски, учел француски и книжевност, така да се наоѓам на некој начин во трите јазици и во мојот случај тие не се антагонски спротивставени еден на друг, туку напротив јас користам од една енергија. Има пред известно време еден наш познат писател, вие добро го знаете сигурно, Миленко Јерговиќ, на една од промоциите на моите книги рече дека
Јас сум во голема опасност како автор, бидејќи се игра меѓу два огна, меѓу два јазика. Јас во тој момент го најдов одговорот дека јас се обидувам двата јазика да ме греат, а не да ме горат. Мислам, тоа е таа една, како да речем, моја поетика на обстанокот. Оливера, зошто роман, токму роман? Каков модел на роман? Од секогаш сум мислела на пишувањето, а дури по 10 објавени книги сум почнала да размислувам за жанровите. Не би сакала ова да звучи нелогично, меѓутоа јас сум обседната со рачна работа и пишувањето исто го сметам за една рачна работа и за текстил, за платно. Ако можете од платно да сошиете што и да е, од пишувањето можете да создадете каква било форма. Почнав да пишувам поезија, моите први книги беа поетски и младешки книги, потоа отидов во прозата бегајки од поезијата. Сакав сосила да не бидам поет, сакав сосила да бидам прозаист. Пишував интензивно критика во своите почетни книжевни години и паралелно пишувам критика постојано до денеска. Меѓутоа почнав и со книжевност за деца, потоа критички книги објавував и она што сметав дека е мој венчален жанр, тоа се расказите. Имам 6 збирки раскази, 2 романи за возрастни, 2 романи за деца. Бројките сами по себе го кажуваат соодносот на нештата, меѓутоа од скоро почнав да мислам дека мојот венчален жанр не е расказот, него нешто што ќе ги вмрежи тие парчиња, нешто што тој скроен текстил ќе може да го оформи во некоја друга жанровска форма и да го претвори, да го сошие во некоја друга облека, односно роман. Не можам да кажам дека романот ме одбрал мене, предпоставувам дека расказите ме бираа мене, меѓутоа јас свесно го одбрав романот за да можам да ги вмрежам своите раскази, својата фрагментарна перцепција на книжевноста на пишувањето и од мали парчиња, од остатоци, од неискористен прозен текстил да пробам да го направам најубавото парче, а романот е едно од најубавите книжевни парчиња. Затоа ми беше предизвик роман. Не планирам што ќе пишувам понатаму, можеби романи. Ми се чини дека и сите до некаде веќе го одговоривте и следното прашање. Колку биографијата, личната ваша биографија е инкорпорирана во вашите романи? Да почнем овој пат од левата страна. Tak já chápu autobiografičnost jako přirozený odrazový můstek, jako přirozený základ pro psaní. Значи, автобиографичноста ја сваќам како природна основа за пишувањето. Už jsem, myslím, včera říkal, tady citoval tu větu, nikdo nemůže najít jiný příběh než svůj vlastní. Вчера цитирав реченицата дека никој не може да најде друга приказна освен собствената. Když píše spisovatel o manželství, o svých dětech, o přátelství, o režimu, o čemkoliv, kde jinde by bral kde jinde by vzal ten materiál než ze svých vlastní zkušenosti, jo? Кога човек пишува за пријателите, семејството, бракот и така натаму, значи од каде би можел да го земе материјалот освен од своето лично искуство? Všichni tu osobní zkušenost maskujeme fikcí, někdo více, někdo méně, ale autobiografičnost je logicky přirozený základ. Значи, во сето тоа има фикција, меѓутоа основата е автобиографичноста. A já připouštím, že ke zděšení mé rodiny píšu autobiografičtěji než jiní. Јас морам да признавам дека на ужас на моето семејство пишувам автобиографски многу повеќе отколку што треба, како рековте. Многу повеќе од другите, така беше.
Малку оваа игра со микрофонот е интересна, но мислам дека старува и за вас ова интересно прашање, бидејќи на вистина биографичноста ми се чини дека игра голема улога во вашите романи. Дали сум во право? Односот меѓу историја. Фактот и фикцијата, ова ваша лична биографија. Јас сметам дека барем на Балканот географијата е доста условена од историјата. Биографијата, ваша Мојата биографија. Биографијата во моето книжевно дело, во моите романи е главно доминантна. Меѓутоа, тоа е модел книжевен на постоење. Например, јас пишувам практично од книга во книга за различни периоди на семејството, меѓутоа во една романескна структура, така да едниот роман не е продолжение на другиот, може да има прелевање на ликови, меѓутоа секој роман постои сам за себе. А истовремено образува една, јас така ја нарекувам, балканска сага. Видите, многу е деликатно да се работи со биографијата. Затоа што многу лесно авторот, простете на изразот, може да се најде во една семејна порнографија, да го изневери семејството, да изневери се, ако го изгуби чувството на книжевното создавање. Мислам, тоа е пресудно. Ако успее една книга книжевно, тогаш мислам дека автобиографскиот момент, тогаш тој се оправдува. Колку е важен тој момент за вас, Оливера? Јас прво да кажам дека не верувам во книжевност без автобиографија. Апсолутно не можам да поверувам во книжевно писмо кое што нема некаков однос со автобиографијата, а она што не разликува сите писатели на светот, сметам дека е растојанието што самите го имаме кон сопствената автобиографија во моментот на пишувањето. Имам напишано роман, фикциска биографија на Луса Ломе, што значи сум пишувала роман за друг. Тоа не значи дека мојата автобиографија била исклучена од истражувањето за животот на Луса Ломе. И тоа е една екстремна точка истражувачка и за мене како за писател, како сум можела и како можев сопствената автобиографија да ја пикнам во туѓа биографија. На книжевноста гледам како на препакување на исти нешта во различни фолии, во различни украси. После тоа искуство со фикциска биографија на Луса Ломе, најновиот мој роман, сега втор за возрастни всушност, еден роман што е контрапункт сосем на Луса Ломе, роман за растење, за моето детство во 70-тите години во Куманово, каде што автобиографијата сум се обидела сето време да кокетира со фикцијата. И она што мене како автор и како раскажувач и во расказите воопшто, и она што го сакам и како читател, и како критичар, и како романсиер и секако, тоа е тој највозбудлив однос за мене на кокетирање помеѓу фактите и фикцијата. Тој однос никогаш не би сакала да биде јасен, докрај дефиниран, сакам да биде само заводлив, како миговно кокетирање што кога некој некому се допаѓа. Тоа е момент на заведување и она што ми е највозбудливо кога пишувам, сакам своите факти да ги заведувам со фикција и обратно, да фикцијата да ми ги искокетира фактите. И во таа таква љубовна игра се добива некоја повистинска вистина од мојата вистина и од вистината на моето книжевно писмо. Вие, господине Абдулах, веќе речиси нешто, мислам и дека одговоривте на ова прашање,
Така што, ако имате што и да додадете околу тоа колку биографијата е битна за вашите романи, и веднаш веќе да дополните и во однос на следното прашање, кое мислам дека пред се на вас се однесува, па и на колегата Старова, како е тоа да се биде билингвален писател и што значи јазикот во вашето творештво, особено играта и со сленг и со дијалект, како се снаоѓате со тој судир на јазиците? So you already partially answered the first question about the biographical elements in your writings, so you can add anything to your previous answer on this subject. And the next question would be for you and for Professor Starova. How do you feel as a bilingual author, playing with languages, using different languages and slang in your writing? Okay, two very important questions. I tried to give answers shortly in the first question. Ова се две многу важни прашања. Ќе се обидам накратко да го дополнам мојот претходен одговор на првото прашање. I think literature is autobiographic because that great man is writing a novel. If he doesn't write, we don't have any book of him. It is absolutely autobiographic. Апсолутно сметам дека пишувањето е автобиографско. Овој прекрасен човек што го имаме пред нас е жив пример за тоа. Доколку тој не пишуваше, немаше да имаме ништо останато од неговиот живот. And my books are autobiographic too. И моите книги се автобиографски. I write about culture, religion, literature, Persia, war, ayatollahs, and everything, and myself and my family. Во моите книги пишувам за литература, за живот, за војна, за ајатола, за Иран, за себе самиот, за моето семејство. But I want to say you something nice. Но пред се би сакал да ви кажам нешто убаво. Suddenly, I decided to don't write anything about my past, my family, my religion, nothing autobiographic. Во еден момент одлучив да не пишувам ништо за себе лично, за моето минато, за моето семејство, за мојата религија, ништо автобиографско. And I started, the past year, I was writing that book. И во изминатата година ја пишував таа книга. And yesterday in Macedonia, I finished it, I sent it to my publishing house. Вчера ја завршив таа книга тука во Македонија и испратив на мојот издавач. And it was the first novel that I didn't say anything about myself. Тоа беше првата книга во која не реков ништо за себе. And I told about a Dutch professor, but he has lost his memories. Раскажував за еден холандски професор кој има изгубено своето сеќавање. I wanted to write a novel as a writer who has lost his memories, you know. О, окей. Сакав да напишам книга како писател кој ги има изгубено своите сеќавања. And suddenly come that Dutch professor. Suddenly come that Dutch professor in my mind. Аха. И сакајќи да напишам книга како некој без сеќавања, во мојот ум се створи овој холандски професор. And he was lost his memories. Кој исто така го имаше загубено своите I said, сеќавања. oh, interesting personage, you know. Вика, бил изненаден од идејата, му се видел интересен карактер And I followed him. и продолжил да го следи. And I wrote a novel about 300 pages. И напиша роман од 300 страни, Nothing about Iran. во кој нема ништо за Иран, Nothing about ayatollahs. ништо за ајатола, Nothing about war. ништо за војна, Nothing about revolution. ништо за револуција, Nothing about myself. ништо за мене лично. But when yesterday I was walking here in the city, suddenly I thought that is the most autobiographic novel ever that I have written.
Но додека вчера се шетав тука низ Скопје, сватив дека тоа е најавтобиографскиот роман што било кога сум го напишал. I had given all my personality to the Dutch man. Целиот мој карактер му го дадов на холандскиот професор. That was I think, the best book of, it is not the world literature, but this best book of myself. Тоа за мене е најдобрата книга, не во светската литература, најдобрата книга што до сега сум ја напишал. Literature is autobiographic. Значи, дефинитивно литературата е автобиографска. And second question About languages. about languages. I was a Persian writer. Кога станува збор за јазиците, My јас пишував на ирански. Persian language is old, is 8,000 years old, you know. Мојот ирански, или нели како што викат персиски, е стар јазик, 8000 години стар. And we have about 3,000 years old literature in Persian language. И знаете дека имаме литература стара 3000 години напишана на тој јазик. I escaped to Amsterdam. Избегав во Амстердам I changed my writing language. и го сменив јазикот на кој пишувам. The language is so young. Тој јазик во споредба со матичниот е толку млад. The literature is about 100 years old. Таму литературата постои можеби 100 години, And the language is raining. а јазикот постојано врна. And I said, God, what can I make literature in this language? Господи, зашто ли да пишувам на овој јазик? But it is a face, it is a party. It is a big pleasure to write in Dutch. Но тоа беше само фаза, потоа стана една голема забава и голема задоволство за мене да пишувам на холандски. Because when you start writing in another language, Затоа што кога еднаш ќе почнете да пишувате на друг јазик, you start changing your identity. веќе го менувате собствениот идентитет. You get for the second time the chance to be born. Добивате втора шанса да бидете родени. I'm very lucky. And schizophrenic. I'm born for the second time. Јас сум многу среќен што бев роден повтор пат. And I can enjoy 2 times of my life. И можам двојно да уживам во мојот живот. And this is because of immigration. И ова е поради имиграцијата. Thank you very much. Да, прашањата некако се стопуваат сите во едно. Токму го прејудициравте и следното прашање што сакав да го поставам, односно како писателите кои пишуваат на јазици кои имаат толку мал број на говорители, можат да сметаат на проток со европските културни средини. Па во таа смисла истото прашање околу јазикот, например, да се пишува на чешки, што сепак е јазик што не е многу широко познат и преведуван во светот, што значи да се пишува на јазици кои не се оние мејнстрим јазици во европската култура, а сепак да се биде европски писател. Нормално тоа пред се ќе сакам да го чујам и од нашите македонски автори, но сега му давам прво збор на Вивек. Tak já jsem pochopil, že odpovídám jako reprezentant malého národa. Јас сега се чувствувам како да треба да одговорам како представник на мал народ. Przykład czeskiego języku w Europie, a jak se cítíte, jak se překládá vaše čeština v světě, je to úplně lehko. V Americe taky. No, já si nestěžuji, já mám překlady asi do 16 jazyků. Samozřejmě ty výše toho nákladu není tak velká jako v Čechách, ale i tak to chápu jako prestižní věc. Значи,
Јас имам преведувам, на 16 јазици, така што за него е така престижно, значи за него е тоа непоимливо, значи да се биде писател, така и се очекуваше. A s velkým obdivem jsem poslouchal kolegu spisovatele, protože u nás máme teda případ Milana Kundery, který začal psát jiným jazykem, než v jakém se narodil, a to je pro mě věc při mých jazykových handicapech naprosto nepředstavitelná. Значи, за мене јазичен хендикеп од тој тип, значи кога автор почнува да пишува на друг јазик, како што беше кај нас случајот со Милан Кундера, на пример, за мене е несватлив, како што исто наведе и претходниот излагач. Да, а сега It is a very nice what he said about handicapped. A writer who writes in another language, he has a kind of handicap. I can explain that it is very important to say. Тоа што сега Михаил го кажа за хендикепот на писателот кој пишува на јазик што не му е мајчин е многу важно. Би сакал нешто да додадам за тоа. And I have a good experience about because of the handicap, you can create a new kind of language. Јас на мојот личен пример искусив дека поради тој хендикеп, кога еден јазик не го знаете доволно добро, може да дојде до тоа да создадете еден нов вид на јазик. My own father was deaf and mute. Мојот собствен татко беше гуванем. He couldn't speak, he couldn't read, he couldn't talk, okay? And we talked with the sign language together, you know? Комунициравме преку знаци. There's a big handicap, Тој голем хендикеп, but we had created a new beautiful language. за нас стана еден нов прекрасен јазик. And most of the time when I am writing in Dutch, I have the same feeling that I am my father in the Dutch language. Многу често кога пишувам на холандски имам чувство како јас да сум татко ми во холандскиот јазик. Yes, thank you for your... Да, благодарам. Вие, колега Старова, рековте дека јазиците се огнови што ве греат, а не што ве палат. Како се снаоѓате со, веќе рековте, 3 јазика кои ви се речиси матични, сите подеднакво? Сакам само да реплицирам нешто во врска со господинот, чиј исказ посебно го ценам. Нема чест да го упознавам, меѓутоа споделувам изгледа слични искуства. Овој автобиографското и се наметнува кај нас последниве години и веројатно ќе има своја иднина. Затоа што ние сме наследиле, или нашите архетипови повеќе имаат во својот арсенал слики на херојство, на јунаштво, на освојување, на борби. Ние исто така имаме еден период на социјалистички реализам кој што траел 70 години, така што личното, а што е пресудно во едно книжевно дело, било некако, би рекол, на втор план. Или често пати било употребувано, злоупотребувано. Така да, јас, например, денес кога читам и класични американски автори, гледам дека директно нивните дела извираат од нивниот живот, од животот. Нема тука некакви големи компромиси. Тоа е. Во врска со јазикот, превед, се извинувам. Треба да му преведем. I am especially touched by what he said, because even though we do not know each other, we obviously share some history, some similar experiences, apart from our age and the life experiences we've had in turbulent places, in turbulent times. We have also inherited some archetypes which come from our background. We also here experienced an era of social realism, which deeply marked us. And
And I think that having this kind of strong influences, the personal in the writing goes to the background. That these realities come in the forefront, and I think that this is something very specific of authors of our era, because when I read modern classical authors, they write about personal things much more and not about this general reality. Да, а што се однесува до вашето прашање во врска со мојот однос кон јазикот, ќе појдам од една максима на Кафка, кој има речено дека јазикот е љубов до крајот на животот. Меѓутоа, љубов која многу често се изневерува до крајот на животот, значи не се останува доследна таа љубов. Јас помалку ја споделувам судбината на колегата, меѓутоа во друга географска констелација. Се школував, пишував на македонски, а истовремено во семејството зборуваме на друг јазик. Ја не сум целосен ниту во едниот, ниту во другиот јазик. Тоа е мојата драма. Може би нешто од тоа се добива во книжевниот продукт. Може би, меѓутоа не сум многу сигурен. Јас ќе продолжам ова моја драма да пишувам на двата јазика. Иако парадоксално, например, мојот мајчен јазик не сум го учел школски, а ден денеска сум, како да кажам, со буквар, меѓутоа имам и романи кои се напишани на албански јазик. Меѓутоа тие што ги читаат, а претходно објавени на македонски, велат дека тоа се други книги. Дека човек не стигнува да се само преведе. Знаете, во јазиците влада една мистерија и за среќа не е таа дешифрирана, не е дооткриена. Има Умберто Еко, еден убав есеј, една книга за совршениот јазик, кај што навистина од еден лавиринт се влегува во друг лавиринт. Меѓутоа мислам дека авторите кои пишуваат на два јазика, не знам кој ги нарекуваше, мислам дека еден алжирски филозоф кој доаѓаше овде во Струга, велеше дека тие се жртвува на патрола во една литература. Жртвува на патрола. Кога ќе заврши, да речеме, ослободувањето од колониализмот, кога конечно земјата ќе открие еден идентитет, тие што беа жртвувана патрола ќе останат. Меѓутоа во алжирската литература, колегата знае, имаше прекрасни автори. Алжирската? Алжирската, да. Кои што пишувале на француски јазик. Например, Малек Хадад. Цела генерација. Дори Албер Ками имал еден однос кон алжирските автори. Затоа велам дека пишувањето е доброволно влегување во една мистерија, во која ќе се влезе, ама не се знае како да се излезе. Би сакала да ја слушнеме уште Оливера што мисли за ова значајно прашање за односот кон јазикот, особено што таа експериментира и со дијалекти. А потоа, доколку имате трпение, би оделе со многу мали куси прашања. Ако немате трпение, мислам дека веќе ќе треба според сатницата и да завршуваме. Но, Оливера, сакам сега да ни го објасниш што значи за тебе јазик. Јазикот е тоа што најмногу ме интересира. Јас работам како професионален лектор по македонски јазик. И ако ништо ме интересира во сопствената книжевна работа, тоа е јазикот.
Толку се возбудив од излагањето на нашиот иранско-холандски гостин, што сум многу благодарна на Сонја што не ме прозва мене веднаш после него, туку можев малку да се смирам, затоа што јас се препознав себе си и својот интерес во литературата, во пишувањето, токму во тоа што го слушав. Тоа беше подобра експликација и на она што мене ме интересира во мојата книжевност, отколку што јас би можела да кажам. Што се однесува до јазикот, апропо господинот Старова и нашите гости, јас знам на ова ниво само еден единствен јазик, тој е македонскиот јазик, што значи дека ќе бидам верна до крајот на животот, затоа што не знам ни еден друг јазик и ќе пишувам само на македонски. Пишувањето литература на мал јазик има една контрадикторност во себе. Од една страна сакаме тоа да го извеземе надвор и сакаме нашиот јазик, нашиот мал јазик да биде податлив за преводи на големите јазици. Од друга страна, пишувајќи на мал јазик, истовремено сакаме и да го збогатиме. Сакате да го направите достапен во голем јазик, а сакате и да го збогатите многу кој што го херметизирате за родените говорители. Тоа е тој процеп книжевен што мене многу ме интересира. Јас го имам тоа удобство да бидам лектор по македонски јазик, што значи, тоа е баш удобство и привилегија, што можам да правам со својот македонски јазик што сакам, бидејќи не оди на лектура, јас сум лектор по македонски јазик. Тоа го користам за да можам да го внесам својот дијалект. Јас сум кумановка, тоа е еден од најтипичните македонски дијалекти, што е многу специфичен и не постои лектор во земјава кој што ќе ви дозволи да ставите дури и кумановска лексика. Јас се обидувам да бидам на линијата постојано меѓу стандардниот јазик, пишувам на стандарден јазик се разбира, меѓутоа сакам кумановската лексика, таму каде што нема еквиваленти во стандардниот јазик, да биде рамноправен, ама наративен елемент. Мојот најнов роман се вика Абът. Абът е еден типичен кумановски збор што има многу мал број на говорители. Абът е трева. Цела Македонија, Србија и целиот регион ја знае како Бурјан, ја знае како Див Бозел, ја знае како Авдика, или тоа на латински е Самбукус Ебулус. Мојот роман можеше да се вика Самбукус Ебулус и да биде јасно за сите, утре и за преводи и за се. Не. Јас си дозволив една лекторска речиси дрскост да го именувам својот роман со еден збор кој што има многу значајна улога во мојот дијалект. Тој се вика Абът. Акцентот е на полувокалот, во македонскиот јазик нема полувокали и тоа е една голема слобода што си ја дозволив себе си само заради лекторството и заради удобството што нема да имам лектор. Тој збор стана клуч на мојот роман и она во кое што јас експериментирам додека пишувам, за жал, не знам ни еден друг јазик доволно добро за да пишувам. Јас сум половина србинка, половина македонка, меѓутоа сум школувана на македонски јазик и пишувам на македонски јазик. Меѓутоа, тоа широко погледа нашите гости за различни јазици, јас имам микрооднос кон тоа. Тоа за мене е мојот многу типичен и необичен македонски дијалект, мојот кумановски дијалект и мојот стандарден јазик, кој што е дел од мојата професија, лектор на македонски јазик. Тоа е полето што ме интересира. Јазикот мене не ми е средство на раскажување, многу често ми е цел на раскажување. Почитувани, јас би сакала да ве прашам, дали сакате да поставам уште неколку навистина кратки прашања? Се надевам дека трпението се уште не служи. Значи, многу обични прашања. Дали имате свој омилен роман или свој лик што најмногу го фаворизирате? Дали имате омилен автор од својата книжевност или од странската, или можете ли да посочите автор чија поетика на роман е блиска до вашата? Говорници, колеги, ве молам колку што може поконцизно да одговарате на овие прашања. Tak mám-li říct svůj oblíbený román, tak musím jmenovat Báječná léta pod psa, protože to byla kniha, kterou začala moje literární kariéra. Значи, ако треба да именувам мој омилен роман, тоа беше Прекрасни години за никаде, сега јас така го преведувам, да, со кој што почна мојата литературна кариера, всушност.
Rok předtím, než ten román vyšel, tak jsem byl zcela neznámý autor. Rok poté jsem byl takzvaný bestsellerista. Една година пред неговото објавување јас бев непознат автор, а една година по неговото објавување бев писател на бестселери. Takže kdybych ten román nemenoval, tak by to byl Ryzí nevděk. To nevadí, to můžeme přeskočit. Jaká byla ta otázka další? Oblíbená postava. No, já jsem obviňován, že moje romány jsou hodně autobiografické, tak kdybych řekl, že ta hlavní postava mých románů je moje oblíbená, tak by to bylo narcistní. Rozumíte tomu? Jakože bych vlastně chválil sám sebe. Добро, значи сите ме обвинуваат дека романите ми се многу автобиографски, па ако кажам кој е мој омилен лик, ќе бидам многу нарцисоиден. Ale abych uhnul do cizí literatury, tak třeba takové ty nemorální postavy Charlesa Bukowského jsou mi sympatické, protože jsou odvážnější než já. Ако зборувам за странска литература, ликовите на Чарлс Буковски ми се, например, интересни, затоа што се похрабри од мене. Луан, вие? Па јас моите читања на автори ги насочувам во врска со интересот што го имам во мојата книжевна работа. Значи, читањето на многу автори е всушност за мене акумулација за темата за која се подготвувам да пишувам роман. Така да не би можел да оделам еден автор, туку десетици автори кои што се акумулирани во книгата што би требало да ја напишам, понекогаш тоа се и необични записи, списи, и тоа се цели библиотеки. И трае акумулација, например, трае со години. Еве еден само пример за мојот роман Времето на козите, кој до ден денеска се преобјавува и преведува, напишан пред 25 години. За тој роман имам прочитано, речиси, 100 книги во врска со козите. Меѓутоа, апсолутно ништо осето тоа читање не е потребено. Туку може би тоа е влезено во некоја ментална ферментација и се има одразено. Така речиси со секоја моја книга имаме едно минато од читани автори кои со текот на времето оживуваат, кога сметам дека еден роман е зрел да се пишува. Оливера, омилен автор, омилен лик. Јас ќе бидам многу кратка. Романот на мојот живот е романот Богот на малите нешта од Арундати Рој, индиска авторка, која што 92-та година ја доби Букеровата награда за книжевност. Мојот книжевен вкус се дели на пред 92-та година и потоа. После 92-та година тоа е романот на мојот живот и тоа е многу едноставно. Јас сум и ден денес љубоморна што тоа не е мој роман. Би сакала Богот на малите нешта да биде мој роман. Бидејќи се занимавам со книжевна критика и најголем дел од своето книжевно време го трошам на сериозно следење на движењата во македонската книжевност и активно пишувам книжевна критика, сакам да кажам дека не можам да ги спомнам своите приватно омилени книжевни писатели од Македонија, затоа што мислам дека не е коректно во тоа што е можеби мојата втора и важна професија во животот, као што е книжевната критика. Меѓутоа, сакам да потенцирам дека приватно за на фотелја сакам да читам несовршени романи, значи не романи за кои што сметам дека се книжевно совршени и перфектни и за кои што пишувам многу афирмативно и издашно. Сакам несовршени романи и тоа читам дома на фотелја. На биро следам тековна продукција од најмладите македонски автори, секогаш ме интересира најмладите што пишуваат. Мојот омилен македонски млад автор е Петар Андоновски, кој што е тука. My favorite Macedonian author is Petar Andonovski.
how? I'm jealous of her, on her because I didn't have read anything of it. Јас сум љубоморен на Оливера бидејќи ништо не сум прочитала од Петар. Арун дати рој. Yeah. But about my books, there are two books of mine translated in your beautiful language. The House of Damask and my father's notebook. Значи два од моите романи се преведени на вашиот прекрасен јазик. Куќата на џамијата и бележникот на татко ми. The House of Damask is the most famous book of mine, translated in many languages. Куќата на џамијата е мојата најпозната книга, преведена на многу јазици. But my father's notebook is, I think, and the readers think, that is most beautiful book of mine. Но јас и моите читатели сметаат дека бележникот на татко ми е најубавата книга. But it is about 100% autobiographic, Која е речи со 100% about my автобиографска father and about my family. и е за татко ми и моето семејство. But a book that I'm very jealous on it is the next. Но книга за која сум страшно љубоморен е следната. Don't shock. If I don't, yeah, don't Don't be shock. shocked. Don't be shocked. Океј. This is the Quran. Quran. Океј. It is. Дека не бидете шокирани, тоа е Куранот. It is the most, It's a bestseller, come the on. most beautiful, crazy book ever. Дека тоа е најпрекрасната и најудата книга кога и да е The напишана. best fiction written ever by a human, by a writer. Тоа е најдобрата фикција некогаш напишана. I'm coming од from еден a човек religious писател. family. Јас потекнувам од религиозно семејство. The Quran was a book of our family, my family. Тоа беше најважната книга во моето семејство. I'm not religious, Јас не сум религиозен. but many years later, I read it for the first time when I was in the Netherlands, you know. And when I read it, I said, wow, what a wonderful book, you know. После многу години, кога веќе бев во Холандија, го прочитав Куранот за прв пат и си реков, вау, каква прекрасна книга. I was a communist, Che Guevara. I was the same as Che Guevara in my country, you know. Јас бев комунист во својата земја, како Че Гевара во неговата. And I thought the Quran is opium of religion, is opium of people, you know. И сметав дека религијата е опиум за масите, But I did something crazy. но потоа направив нешто лудо. I had never touched the Quran before, Пред тоа никогаш го немав допрено Куранот. but I translated the Quran in Dutch language. Фатва! Претходно никогаш го немав допрено Куранот, но лудото нешто што го направив е што го преведов на холандски. But in my own way. На собствен начин. Everybody in Netherlands was afraid of the Quran, Сите во Холандија се плашеа од Куранот, but everybody loves my translation, you know. но сите го сакаат мојот превод. You'll be like Rushdie, you'll be like... With honor and respect. It's forbidden. Because Muhammad is a best Bestseller. poet and bestseller ever, you know. Драги мои соговорници, јас не можам да изнајдам зборови на кој начин да се заблагодарам на оваа пријатна средба. Се надевам дека сите уживаме, но чувствувам дека веќе трпението ни е прекрај, а ние вака ако продолжиме, можеби до утре ќе се занесеме. Меѓу многуте прашања што ги оставив за друг пат, само имав уште едно, ако некој почувствува дека можеби може да одговори, мислам дека би било интересно. Дали имате посебен ритуал на пишување? Дали ви е потребна некоја атмосфера, некој посебно моливче, посебен компјутер? Дали некој ритуал ве поврзува или sejedno е? Каде сте? Што сте? Јас 10 книги напишав во кујна на работната маса. Потоа почнав да пишувам на други места, ама најдобро ми беше во кујна. Јас на шапта. Преведете, дали можете? If I wish to write a book. I'll just translate her answer. She said that perhaps 10 of her works she translated at her working table in her kitchen. What about you?
A book that I wish to write? No, the whether place, the atmosphere, the you have a writing ritual, Yeah. a special place or a special pencil that you use. What is your writing ritual? Oh, yeah. Sit down. It is only what I do. To sit down. Вие вивек имате некоја посебна тајна? Пишувам нешто, седнувам. Já nemám žádná tajemství. Když píšu román, píšu 7 dní v týdnu a píšu 8-10 hodin denně. Значи нема никаква тајна, кога пишувам роман, пишувам 7 дена во неделата и 80 часа неделно. A nepíšu ho přímo doma, ale v odděleném pokoji pro hosty, kde mě nikdo neruší. Значи пишувам во гостинска соба каде што никој нема да ми пречи. Сакате да одговорите на ова прашање или нема веќе? Дали имате посебен ритуал кога пишувате? Сакате на некое посебно место, со некоја посебна атмосфера или не? Не, посебна атмосфера, не веќе тоа кога сум одморен, особено наутро. Навечер читам. За И тоа е интересен момент. Ви благодарам многу на вниманието, се надевам дека ќе уживате и во следните содржини на Букстар фестивалот.